Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами со песната "Добре дојдовте во Албанија" објави видео за пречекот на косовскиот премиер Курти. Што ако албанците во Македонија сами си побараат пат кон Европската Унија, прашува пратеникот Скендер Реджепи. Фудбалскиот клуб Тетек со ново соопштение: не ја лажете јавноста дека градскиот стадион е само за прволигаши. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со поддршка за фудбалските клубови Тетекс и Љуботен. Реконструкција на влезовите од Прилеп и Охрид и реализација на повеќе капитални проекти се планира со новиот предлог ребаланс буџет на општина Битола. Граѓански протест пред Тетовскиот суд се бара да се судат и казнат вистинските виновници и политичари за трагедијата со модуларната болница во Тетово. А на самиот почеток да ја чуеме преработката на уште еден безвременски хит, песната "Ми заплакало селото Ваташа" во изведба на Андријана Јаневска и Игор Џамбазов. Тиквешко негде, в некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога.
очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город цветник на разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Желати клети не слушат народот. Желати клети не слушат народот. Митралез поган фрлија оган в градите машки вахташки. Митралез поган фрлија оган в градите машки вахташки. Мајската роза и цветот модер в мирисма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквеш ко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Тогај се народ подигна илјадно. Тогај се народ подигна илјадно. И тргна смело да затресеме фашисток лето за навек. И тргна смело да затресеме фашисток лето за навек. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година.
Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Снощи го видов, мамо мори, убавото стојне. Снощи го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Чело имат, стојниното лице ле мамо, солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Crni čerešovi, stojni mi te vegile mamo, morski prijavnici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilbe, elaj mi na koleno. Na topola, stojniното grlo le mamo, lično gledalo. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilbe, elaj mi na koleno. Stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilbe, elaj mi na koleno. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilbe, elaj mi na koleno.
Изминатава недела на Facebook профилот на тетовскиот градоначалник Билјал Касами поставено е видео со снимки од пречекот на косовскиот премиер Альбин Курти на плоштадот, а како аудио заднина е поставена песната со наслов «Добре дојдовте во Албанија». Над видеото е напишано «Тетово знае да пречека само на албански јазик». Ова видео со песната следува откако во петокот на концертот по повод пречекот на Курти се вееше знаме со картата на така наречена Голема Албанија, која опфаќа делови на Македонија, Црна Србија и Грција. Оваа фотографија исто така беше поставена кај Касами на социјалната мрежа Facebook. За веењето на знамето со картата на Голема Албанија на концертот, иако најави, СВР-тетово досега нема нови информации околу превземените мерки за идентификување на сторителите и целосно расчистување на случајот. Пред концертот на публиката и се обратија Альбин Курти и Билјал Касами. При говорот Курти порача дека Македонија треба да биде што поблиску до Косово, Албанија и Бугарија, а подалеку од Србија. При посетата Курти беше во посета на општина Тетово, а потоа со градоначалникот Билјал Касами го посетија планинското село Вејце. Двајцата се заложија за побрза изградба на патниот правец Тетово-Призрен, кој би поминувал со тунел низ Шарпланина. Сини моje јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Ти си ни моje јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој
Култниот македонски клуб, сега член на втората лига Тетекс, се огласи со официјално соопштение по повод новонастанатата ситуација во која им беше забрането користење на градскиот стадион во Тетово. Пред да го чуеме соопштението, да чуеме што ветуваше градоначалникот Билјал Касами пред да стане градоначалник на Тетово. Као утрешна општинска власт ќе им помогнеме на сите спортски клубови, без разлика, значи секој кој што е успешен ќе биде поддржан и помогнат од општината. Исто така, во делот на спортските терени, значи ние веќе имаме план за изградба и за реконструкција на актуелните спортски објекти и за изградба на нови, затоа што исто свесни сме дека не дека барат многу пари, само треба да се соработува со централната власт, да се соработува со меѓународните проекти и организации и може да се создадат подобри услови за нашите деца да бидат на ниво на нивниот талент кој им е даден од Бога. Во тој дел јас веќе имам предвидено на сите спортски клубови, како што ги спомнавте, дали Шкндија, дали Љуботен, кои веќе женските екипи играат прва лига, кои што сум имал прилика и да ги следам и ги поздравувам нивните успеси и се надевам со моето доаѓање на власт дека тие ќе имат и поддршка директно од буџетот на општината и фудбалските екипи, дали помош сега јако Шкендија е менаџирано од приватен инвеститор, али сепак со условите кои ќе им се овозможат на Шкендија, на Тетекс, на Љуботен, на Ренова, на сите клубови кои се символ на градот Тетово, дали во другите области, во кај што спомнав кошарка, одбојка, дали карате или дали било кои активности, сите клубови ќе им се помогне. Впрочем, и гледајќи го сегашниот буџет на општината, не дека нема пари. Значи, општината дава пари за спорт, прашањето е каде одат тие пари. Прашањето е едноставно. Зашто уште во Тетово нема општинска фудбалска организација? А еве го и соопштението на фудбалскиот клуб Тетекс. До господата од општината, на кој стадион играше Шкендија како второлигаш, на кој стадион играше Ренова како второлигаш. Неколку надпревари на градски стадион одиграа и Руфеа од Милетино како второлигаш. Скендербек од Порој и Чеклани од Палчиште играа на градски во Купот на Македонија. Баражите за пополнување на втората лига се играа на градски во Тетово. Случајно или не играа Фортуна, Вардар Форино, Влазрими Струга, Башкими Куманово и Влазрими Кичево. Нема реакции за стариот стадион кој ги промени бравите и катанците и е узурпиран. Од кого? Знае ли општината? Дали знае Министерството за внатрешни работи? Дали знае основното јавно обвинителство Тетово? Нема реакција за теренот на Агенцијата Млади и спорт, каде Пионери и Петлиња имаа предност пред прволигаши во женски фудбал и второлигаши во машки фудбал. Неравноправна распределба на термините. Но кого Шкендија му плаќа за користење на градскиот стадион? Но кого му плаќаше Ренова за користење на градскиот стадион? Кој и како одлучил дека стадионот смее да се користи само за прва лига, кога наведовме еден куп примери кога не било така? Дали советниците македонци во Тетовското собрание и дали Советот донел таква одлука или Советот има донесено ценовник со ставки за која лига по колку ќе се наплаќа? Кого консултиравте за да донесете таква одлука која воопшто не е донесена? Објавете го документот дека така сте одлучиле со печат и подпис на овластено лице на општината. Нема да застанеме, или сите ќе бидеме равноправни или никој. Ќе има протести. Истовремено ќе започне институционална борба. Ќе се обратиме и до Народниот правобранител, до Комисијата за антидискриминација, Комисијата за антикорупција да се испита кој какви одлуки носи за спортските објекти во Тетово, не само за градскиот стадион. И дали некој плаќа за нивно користење. Ќе се обратиме и до Инспекторатот за локална самоуправа, дали одлуките кои ги носите се врз основа на национална и навивачка припадност и дали се законски. Ќе се обратиме до сите институции, председател на држава, премиер, председател на собрание, сите пратеници, министри, но и амбасади и меѓународни институции. Тетекс ќе игра на градскиот стадион.
Ќе победиме и во оваа битка, се вели во соопштението на фудбалскиот клуб Тетекс. Свирете ми, браќа свирачи, срце мое запеј не плачи. Животот е само еден и без песна не вреден, пејте сите се до последен. Животот е само еден и без песна не вреден, пејте сите се до последен. Запејте, браќа, запејте, румено вино налејте. Еј, да го слушни ме, оди си, оди од мене. Свирете ми, не запирајте, наши песни вие свирете. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Запејте, браќа, запејте, румено вино налејте. Еј, да го слушни ме, оди си, оди од мене. Свирете ми, браќа свирачи, душо моја запеј не жали. Песната е како жена која нема среќа нема, сакам песно да те испеам. Песната е како жена која нема среќа нема, сакам песно да те испеам. Запејте, браќа, запејте, румено вино налејте. Еј, да го слушни ме, оди си, оди од мене. Владиката на Тетовско-гостиварската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Јосиф испрати соопштение до јавноста во кое изразува целосна и безрезервна поддршка на јавниот апел за равноправен третман на фудбалските клубови Тетекс и Љуботен од Тетово. Примајќи ја грижата на својот верен народ и истакнувајќи ја својата посветеност за мир, соработка и соживот, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, како надлежен владика на Тетовско-гостиварската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија, изразува целосна и безрезервна поддршка на јавниот апел за равноправен третман на македонските фудбалски клубови Љуботен и Тетекс, кои се вистинско
и маркантно обележје на македонскиот спорт и долгогодишна спортска традиција се вели во соопштението на Тетовско-гостиварската епархија. Од таму со повик до властите да обезбедат равноправен третман. Митрополитот ги повикува општина Тетово, властите и одговорните со зголемено внимание да постапуваат во настока на овозможување на соодветен простор за делување и развој на сите луѓе, групи, клубови и организации, без разлика на нивната национална припадност. Секој човек има права и слободи и секој заслужува равноправен третман. Демократијата не завршува кога ги остварувате вашите права. Почнува онаму каде што започнува вашиот интерес и за правата на другиот, се вели во соопштението на Тетовско-гостиварската епархија. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Pusti me da živejam so svojte jadovi. Duri talkam dru moj sela, a i gradovi. Begaj, begaj, begaj ti od mene. Čovek sum što srce ke ti zeme. Begaj ženo s očina crna. Tvoj sum boli trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme. Rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice odsvila. Češkala sum za tvojite krilja. Реконструкција на влезовите од Прилеп и Охрид, реконструкција и изградба над 15 улици, поддршка на женскиот спорт и други капитални проекти, вклучувајќи ги и тековните, се дел од новиот предлог ребаланс на буџетот кој го изготви општина Битола, а јас како предлагач го доставив на разгледување од страна на советниците, вели председателот на Општина Битола Тони Коњановски. Со овој предлог на буџетот се обидовме да ги вклопиме најголемиот број од предлог амандманите дадени на последната седница, но структурирани во соодветна форма која е во согласно со законот и нема да го попречи вчитувањето од страна на Министерството за финансии. Со овој предлог ребаланс кој треба да го усвојат советниците, планираните проекти меѓу другото се надополнуваат со изградба на влезот во Битола од страната на Охрид и дополнување на проектот за реконструкција на улица Доблеџик со кружен тек, реконструкција на влезот од Прилеп и реконструкција на улицата Владимир Назор, изградба на улицата Дулије кај што ќе се гради новиот маркет Лидл, реконструкција на улицата Булевар 1 мај, јужна страна од Црн мост до Бранко Радичевиќ, до изградба на улицата СРУ 5, од која неодамна е завршен еден дел во должина од 180 метри, како и улицата СТУ 3, реконструкција на коловозите на улиците Даме Груев, 7 бригада, Димитар Тодоровски, дел од улицата Индустријска, дел од улицата Никола Тесла, од улица Владко Миленковски до булевар 1 мај, Гаврило Принцип, Леринска, улицата Буковски мост. Исто така ќе бидат обезбедени финансиски средства и ќе се изготви проектна документација за реконструкција на јужната трибина на стадионот Петар Милошовски, како и за изградба на спортското игралиште во основното училиште Елпида Караманди. Со овој предлог ребаланс се предвидува и поддршка од 1 милион денари за женските спортски клубови, а остануваат и претходно дадените предлози за поддршка на спортот, лица со ретки болести, апликантите на повикот за клима уреди, активностите на ПСК Пелистер за реконструкција на копанки и сите други проекти кои се важни за Битола, а произлегуваат од потребите на битолчани.
Ношти го видов, мамо, мори, убавото стојне, стојне бре, стојне, стапни ми на нога, ерген бредил бер, елај ми на колено. Чело имат, стојното лице ле мамо, солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога, ерген бредил бер, елај ми на колено. Crni čerešovi, stoјни mi te vegile mamo, morski prijavnici. Stoјne bre, stoјne, stapni mi na noga, ergen bredil ber, elaj mi na koleno. Na topola, stoјни на то грло ле мамо, лично гледало. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога, ерген бредил бер, елај ми на колено. Stapni mi na noga, ergen bredil ber, elaj mi na koleno. Stoјne bre, stoјne, stapni mi na noga, ergen bredil ber, elaj mi na koleno. Во собранието на Македонија во расправата за уставните амандмани може да се слушнат и небулозни говори како оној на пратеникот Скендер Реджепи. Албанците во Македонија не треба да бидат заложници на неколку лица на патот кон Европската Унија, порача независниот пратеник Скендер Реджепи, предупредувајќи дека во блиска иднина би можело да се случи некои албански општини да почнат да го бараат патот кон Европската Унија. Албанците не го оспоруваат идентитетот и јазикот на македонскиот народ, но може во блиска иднина да се случат и други барања каде што албански општини можат да го бараат патот кон Европската Унија. Треба да имаме одговорност во собранието, историските проблеми меѓу македонците и бугарите ќе останат и понатаму и не можеме да ги решаваме со пратеници, туку со историчари. Најдобро решение е преку измена на уставот и нашата иднина да биде во Европската Унија. За бугарите Гоце Делчев е бугарина, за македонците останува македонец.
Треба да се отворат хоризонтите на државата во Унијата. Оптимист сум по природа, но во случајот сум песимист дека може да има уставни измени, вели Реджепи. Пратеникот истакна дека ова е шанса сите да патуваме заедно кон Европската Унија и во ова патување имаме пречки поради некои индивидуални причини. После 30 години патување и целиот труд на политичките актери се враќаме во Македонија од 90-тите, кога земјата беше хранета со национализам против албанците. Неслучајно во последните денови се актуализира доаѓањето на косовскиот премиер и тоа дека се создава голема Албанија, при што се спречува именување на улиците, истакна Реджепи. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, сви ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, сви ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, сви ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти.
Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Група граѓани се собраа пред зградата на обвинителството и основниот суд во Тетово со цел да реагираат на судскиот процес за трагедијата на 8 септември 2021, кога во пожар во модуларната болница во Тетово животите ги загубија 14 луѓе. Организаторите на иницијативата Подобро за Тетово побараа политичка одговорност за тоа што никој не добил соодветни казни за трагедијата во Тетово и другите случаи каде граѓани ги загубиле животите. Барањето од овој протест ги истакна Елмедина Абдулахи. Денеска се собравме пред обвинителството и судот за да го изразиме гневот на граѓаните за манипулацијата и извртувањето на судскиот процес за трагедијата од 8 септември, каде живи изгореа 14 наши сограѓани. За 5 години имаме 4 трагедии и 97 жртви. 97 жртви, а 0 дена затвор. Затоа довербата во судство и правосудниот систем на оваа држава е 0. Животите на граѓаните станаа заложници на пазарења и тендери без критериуми. Се виде дека корупцијата убива. Од целиот процес се докажа дека обвинителството и судот се дел и бранители на злосторничко здружение кое ја држи државата во заложништво. Бараме владата веднаш да го разреши јавниот обвинител Јовески и тој, заедно со другите обвинители инволвирани во ова монструозно дело, да одговарат кривично. Бараме да се судат и казнат вистинските виновници, вклучително и политичарите кои спротивно, незаконски го доделија тендерот за изграда на фирмата Брако. Нема правда, нема да има и мир. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Нашта љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашта љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури
Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, традиционално за најмладите, приказната Како Маша ги чувала гавранчињата. Ви посакувам пријатен ден. Ги разфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја, направила таков лом што немало ногата каде да се стави. Собирај, рекла мајка й. Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. И наредила строго мајка й и ја затворила вратата. Не сакам, не можам, заплакала Маша. Седнала на аголот од тепихот и ги подвиткала колената. Нека си собира сама, мама. Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетела големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: Девојче, девојче, зошто плачеш? Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата, а мама згоре на тоа ми вели: дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, а ми е гавранешко гнездо. Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас? Сакам, се израдувала Маша. Колку интересно. Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. Како, а мама? Таа нема да ми дозволи. Нема да дознае, на оној бор живеам. Од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад. Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. Донесе, се зачу шкриплив глас. Да, се насмеала гавранката. Донела, донела! Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. Какви се сите црни и накострешени, се зачудила Маша. Ке започнеш со средување, рекла мајката на гавранката. Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто. Не знам, не сакам, нема да чистам, одговорила Маша. Вратете ме дома кај мајка ми. Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: не те пуштаме, не те пуштаме. А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде. Маша погледнала низ гнездото, ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка й била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. Мамо! Викнала со сета сила Маша. Тука сум! Но борот се нишал и шумел со гранките, така што мајка й ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: нова дадилка, нова дадилка. Да, од сега ќе ни бидеш дадилка, рекла гавранката. Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука. И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. Ура, ура, заедно ќе спиеме. Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. Новата дадилка ќе ви раскажува приказни навечер. Потруди се, и рекла таа на Маша. Не терај ме да те клукам. Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. Како не ви е срам да разфрлате така прасиња едни, им рекла таа на малечките, а тие почнале да паѓаат од смеење. Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха. Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него.
Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак, еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките. Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер, колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа, а мама може да направи се за што ќе се фати. Па тогаш неодолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот можеби ќе излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си ја работичката пополека, а јас ке се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засокувајќи ги ракавите. Таа се обидувала да направи секако мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснал и бакарниот чајник, засветкале шолјите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижи татара и врескале одзад шкафот. Најди ме, најди ме! Кога им здодеало тоа, почнале да си играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки. Оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, пантолони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да вие, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да ја помогнат и постојано пееле. Не сакаме, не сакаме, не можеме, не можеме, нема да средуваме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле. Пајакот не се вратил, а Маша си мислела. Како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лилјак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лилјакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плашиме. Лилјакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата.
Што сте се разбореле? Спиите. Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу, Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: а што ако треба да живеам тука за секогаш? Се појавила и месечината, а лилјакот никаде го немало. Нани, нани, бебенце, почнала да пее таа, во шарено кебенце. А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. Само гледај и ти да не заспиеш, биди подготвена. Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. Ти благодарам, пајаку, на сите ќе им раскажам колку си добар. И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лилјак. Маша, каде си? Шепнал лилјакот. Доаѓај. Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. Држи се за моите нозе, и рекол лилјакот. Прикрепувајќи се колку што можела, Маша скокнала во темнината. Летаме! Ги затворила таа очите и само ветрот изсвирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. Ти благодарам, драг лилјаку, го погалила Маша по неговиот мек грб. Да не беше ти, тешко мене. Простувајќи се, лилјакот извикал: до гледање, и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка врака. Ах, умна таа, така треба. Маша ја гушнала мајка си и рекла: мамо, од сега се сама ќе правам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.